Благодарам. Почитувана јавност, денес е голем ден за Македонија и онака како што е запишано во стиховите на македонската химна, денес над Македонија се раја ново сонце на слободата. Да, така е, почитувани колеги пратеници, почитуван мандатаре, кандидати за министри. Денес е ден за историја, бидејќи после 8 години Македонија ќе добие влада избрана од народот. После 2014 година оваа влада на премиерот Христијан Мицкоски е единствената која го има легитимитетот од огромен број граѓани даден на фери демократски избори. Времето на катастрофални политики, погубни за Македонија, погубни за сите граѓани, заврши. Токму тие граѓаните велеа, вака никогаш не било, полошо не било. Основното човеково право, замислете, здравјето, беше доведено во прашање поради урнисан здравствен систем во кој за обичен преглед или снимање, а камоли за потешки хируршки интервенции мора да имате пријател. Но мнозинството граѓани немаат пријатели, па така беа осудени да умираат по ходниците на болниците или одејќи од клиника на клиника. Така поминавме корона пандемија без вакцини, без клексани, со најголема смртност, со тешки скандали на онкологија, хематологија, сега на хируршките клиники, а ветувавте бесплатно здравство. Ниту една учебна година не почна на време. За потоа учениците да останат без учебници и да учат од слики на Вибер. И покрај неуспешната дигитализација, а скапо платена за ова одговорност ке има. Ветувавте економски раст од 5%, а одвај постигнавте 1,6%. Се оправдувавте дека продуктивноста растела, ама никако да кажевте дека бројот на вработени се намалуваше. Животниот стандард на граѓаните, кој никогаш не бил полош, нешто што го потврди Светска банка, која во својот извештај констатира дека ни требаат 60 години за да го достигнеме стандардот во Европска Унија. Македонија тонеше во криминал и корупција и тоа го нотираа релевантни институции во нивните извештаи, а тоа се извештаите на Европската комисија, на Стейт департментот, Германската стопанска комора и така натаму. 70% од граѓаните не беа задоволни во кој правец се движи државата и ова го кажа анкетата на ИРИ и граѓаните на секој чекор во Македонија. Затоа пак треба да им објасните на младите кои се повеќе се иселуваат од Македонија како се купува најскапиот дуќан на улица Македонија и како на 21 година се поседува трговски центар. Дури и храната доведовте во прашање, а само за минатата година за увоз на храна потрошивте 900 милиони евра. Ако помалку земавте провизии, односно помалку крадевте, ке имаше фабрика за електрични автомобили во Тетово, ке беше готов автопатот Киче во Охрид. Гурнисавте правниот поредок со креирање дела против ваши неистомисленици. Па спроведувавте маратонски судски седници, нарачувавте пресуди, се одмаздувавте, а вашиот претходен лидер со раката на срцето, оној кој се колнеше во жицата и воздухот што го дише, ветуваше дека ќе нема реваншизам. Владеевте самобендисано, без притоа да го слушате народот, експертската јавност, носевте закони со европски знаменца, носевте измени на кривичниот законник за да амнестирате криминалци. Ете затоа довербата во судството спадна на 2% и стана трас-трас судство или Луи Витон обвинителство. Дојдовте на власт со кампања за европска интеграција. Што направивте европски? Дали донесовте правда? Не. Ниту правда, ниту мир. Дали спроведовте ветинг во судството и јавното обвинителство? Не. Напротив, го урнисавте правниот поредок. Ги добивме најлошите извештаи во вашето време на владење од Европската комисија, најголем број преставки до Народниот правобранител за нарушување на човекови права и слободи. Најмногу критики во многу кратко време добивавме од низа амбасадори. Земји кои вложиле многу пари за реформи во судството, па судскиот совет и советот на јавните обвинители стана срам голем. Работничките права ги унапредивте со промената на законот за работни односи на 60 работни часа неделно во духот на европските вредности, нели? Од државата, за жал, си заминуваат цели семејства, бизнисмени, си заминуваат поради атмосферата која создадовте. Најголем број на фирми се затворија во ваше време.
Поради променливи даночни политики создадовте атмосфера на нестабилност и немање на предвидливост за бизниси. Странските директни инвестиции ги нема. Погубни политики во дипломатија и надворешна политика и рушење на позициите на државата. Можам слободно да кажам дека со изборот на оваа влада се става крај на едно недемократско, криминално и режимско владење во Македонија. Големата разлика во гласови и огромната поддршка од народот е голема одговорност и немање простор за грешка, но ние тоа го знаеме и умееме. Јас лично ќе дадам поддршка на оваа влада зашто верувам во промени. И тоа ќе се случи токму во оваа сала во која се случуваат црни сценарија, одземање на имунитет на колеги пратеници, а потоа притварање, затварање, киднапирање на пратеници и се на се, можам да кажам, едно време кога беше предизвик да го сочуваш образот чист. А чистиот образ, колеги, нема цена. Ние успеавме во тоа. Затоа нека е со среќа новата влада и да траеме долго. Благодарам.